Добар ден, Доха! Довидување Катар, среќен ден Меси, срекна титула Аргентина. Ова е резимето на 22-то финале на мундијалите во кое што Аргентина ја победи Франција после подоброто изведување на пеналите, откако во регуларните 90 плюс 8 минути резултатот беше 2:2. Во продолжението видовме уште по еден гол на двете страни, 3:3, и конечно по ударите од белата точка гаучосите беа подобри, попрецизни и го остварија вечниот сон на Меси да ја освои златната богиња, да стане светски првак со Аргентина и на тој начин да ја заокружи на најдобар можен начин својата импресивна, богата и неверојатно да се повтори фудбалска кариера на еден фудбалски бог кој доаѓа од просторот на Јужна Америка. Оваа вечер беше на десетката на Аргентина, иако од другата страна рака на срце имаше достоен ривал во десетката на Франција, младиот Ембапе, кој на релативно млади години и на релативно млада возраст успеа да собори неколку рекорди, како што е хет-трикот во едно финале на мундијалите, да постигне 4 гола во две финалења на мундијалите, но сепак сите овие успеси, сите овие голови остануваат во сенка на она што успеа да го оствари, на она што го посекуваше и на она што го сонуваше аргентинскиот ас Меси, кој долги години ги полни срцата на фудбалските љубеници широм земјата, планета. Оваа вечер во Доха на стадионот Луисал навистина беше повеќе од фудбалска драма. Сето она што се случуваше, сето она што го видовме со целиот мој бекграунд и со сето она што ние го гледаме на фудбалските терени, било да сме во живо или да сме покрај малите екрани или некаде на друго место преку некоја сателитска врска да ги следиме сите овие фудбалски збиднувања и возбудувања. Не верувам дека во скоро време, не сакам да бидам и толку далеко од реалноста да кажам дека тешко или никогаш нема да се повтори. Ова што го видовме во завршните моменти, во овој надпревар во Доха, во Катар, навистина тешко се опишува со зборови и тешко може човек да го каже како сето тоа го чувствува ако не е на лице место, ако не е во живо. Бев сведок на двете финалења на мундијалите кои се завршиле со изведување на пенали. Едното 1994 во Пасадена во Соединетите Американски држави, кога Бразил стана светски првак после подоброто изведување на пеналите против Италија и во регуларните 0:0 без голови. И вториот пат бев жив сведок 2006 година на финалето во светското фудбалско првенство Германија 2006, кога во Берлин после регуларните 1:1 и сите оние дешавки што беа со Зидан и неславното негово завршување, на пенали Италија стигна до својата четврта титула. Овој надпреварот, финалето во Доха е трет во речиси 100 годишната во вековната историја на мундијалите кој се решава на пенали. А драмата со пеналите беше само финиш на целата драма која гледавме во 120 минути. Сето она што ФИФА го практикува, што и медиумите исто така на некој начин го поддржуваат и го прават овој фудбалски фестивал за задоволство на сите, потврдува дека вториот гол на Ангел де Марија, со кој Аргентина победа од 2:0, е некако прогласен за најдобра, најфилигранска, најубава акција на мундијалот во Катар. Навистина тоа беше прекрасно да се гледа, да се ужива во 4 допири со топката, почнувајќи од Меси, преку асистентот на акцијата Мекалистер, до финалната реализација на Де Марија. Од другата страна, французите кои беа во класичен нокаут и успеа да се вратат во игра, оставаат еден исто такав печаток за подлабока анализа. Лично не се сеќа ниту пак фудбалска антологија памети кога еден селектор, а најмалку тоа на светско фудбалско првенство, да не речем во финале на светско првенство, во 41-та минута вади двајца
фудбалери кои се познати, двајца фудбалери кои на некој начин се носители на неговата игра. Зборуваме за Дембеле и за Жиру, кој селекторот Дешан ги повлече од игра во 41-та минута и остави многу прашалници на сите кои се сметаат за некој начин познавачи на фудбалската игра, да не речам на овие мундијалски избеднувања. Сето тоа резултираше со пресврти на некој начин. Меѓутоа, тука беше Меси, фудбалскиот бог, на кого велам оваа вечер беше негова, посветена на него, и Господ го даруваше за сето она што го вложил во фудбалот, за сето она што го поделил на милиони фудбалски срца широм сите меридијани и континенти, каде што различни нации се радувале на неговите голови, на неговите акции, на неговите успеси, и каде што рака на срце сите скриено со некоја желба во нашите фудбалски срца и во нашиот ум, колку и да се обидуваме да бидеме неутрални и сето ова да го доловиме од еден професионален аспект, сепак потајно навивавме и посекувавме да му се позлати на Меси ова финале, да го направи она што пред него го направиле и исто така врвни фудбалери, врвни фудбалски мајстори како што се Пеле, Марадона, Зидан и ред други фудбалери кои имале таа среќа да станат светски прваци со своите репрезентации. Меси е најдобар на светот, Меси е фудбалски бог, Меси успеа сето ова да го сврти, да постигне 2 гола во финалето, еден помалку од Ембапе, кој рековме постигна 3, меѓутоа Меси е богот, Меси е победникот, Меси е најдобриот на светот. Неговата фудбалска репрезентација Аргентина по трет пат во својата историја го освои светскиот куп, односно победи на светското фудбалско првенство. Тоа е накусо што може да се каже за оваа драма. Од другата страна на овој чаршаф, како човек, како личност, како новинар, како еден љубител на фудбалот и мондијалист, чувствуваме на доза на мала фудбалска тага, нормално што не се оствари со оно да бидам присутен на ова финале. Од досегашните 9 финалиња, од моите 9 мундијали, 7 финалиња сум ги гледал во живо. Во Бразил 2014 не бев присутен кога Аргентина загуби од Германија во финалето. Спортската, фудбалската судбина, да не речам и кармата, посакуваше овој пат да бидам надвор од лице место, надвор од стадионот кога Аргентина игра повторно во финале, меѓутоа овој пат го доби финалето. И да се пофалам сепак, и Господ е голем, треба да верувам и да гледаме напред. Сум бил дел од едно финале на Аргентина, моето прво финале 1990 година, кога го гледав Марадона, Бог да му душа прости, фудбалски бог, кој сигурно од озгора го гледал и навил за Меси и се радува на оваа титула на Аргентина. Тоа е, почитувани гледачи, од мене, од овој мондијал. Ке следи една друга анализа со бројки, со параметри, со поточни показатели. Меѓутоа, емоциите се тие, финалето е круна на нешто што го краси секој мондијал. 7 пати сум бил присутен, сум имал таа среќа, тоа задоволство, тие емоции, таа тага или радост да бидам на лице место кога се затвара мондијалот. По втор пат не сум ја имал таа среќа да бидам и да се радувам на успехот на фудбалскиот бог Меси, но фудбалскиот живот, мондијалскиот пат е таков, продолжува понатаму. Од секогаш сум велел и овој пат ќе кажам, ден по завршувањето, да не речем и помалку, на било кое светско фудбалско првенство, за мене почнуваат подготовките за наредниот мондијал, почнуваат желбите, идеалите, намерите да се следи тоа и понатаму. Верувам дека ќе дојде нов Меси, дека овој фудбалски бог ќе остане длабоко во сеќавање на милиони, да не речем милиарди, можеби, фудбалски влюбеници широм земјината топка. Но за помалку 4 години, за 3,5 години пред нас, пред мене е нов мондијал. Прв пат во историјата со 48 репрезентации, прв пат во историјата ќе го организираат 3 држави, зборуваме за Соединетите Американски држави, Канада и Мексико.
ќе се играат на 16 стадиони, 11 во Америка, 3 во Мексико и 2 во Канада. И тука сме повторно со мундијалите. Тоа ќе биде мој 10-ти мундијал, да сме живи и здрави. Подготовките почнуваат од овој момент. Сето ова за кое ви зборувам, за фудбалскиот бог Меси, за финалето од Катар, за мојот 10-дневен престој на лице место во првата фаза на мундијалот. Сето ова можете да го видите во прилозите поставени на YouTube каналот Мијалче Доргутов. Поздрав до сите мундијалисти, каде и да сте.